Јас мислам да слезиме сега и да одмориме камилата, ти може и уморна многу. Што мислиш ти? Важи се за овие двете и нема проблем. Важи? Еј, Том брза некако. Почитувани YouTube пријатели, срдечно ме поздравувам сите вас кои го гледате каналот Австралиски живот од овде, од местото наречено Ана Беј, кое се наоѓа на северниот брег на Нов Южен Вилс и е познато по своите долги песочни дини, а ние денес тука сме за едно уникатно искуство јавање камили. Првиот пат кога слушнав дека во Австралија можеш да јаваш камили, да бидам искрен, ми беше малку чудно, пошто кој ќе се спомни камил обично не потсеќаат на пустините во Африка или Блискиот Исток, али овде во Австралија само на неколку сати возење од Сидне буквално има цели стада на камили кои се движат низ овие песочни дини. Се некои од вас се запрашаат како овие камили завршиле баш тука во Австралија. Наводно тука биле донесени на самиот почеток кога Австралија се развивала како земја и барале начин како да ги истражат овие огромни пустини во внатрешноста на самиот континент, па така англичаните донесле камили најмногу од Индија и од Авганистан. Јавање на камили овде во Австралија, исто како да се наоѓа човек во Египет. И за возрастни на плаќа 40 и за деца $30. Значи четворица за нас 80 и 60, $140 за четворицата 20 минутна тура со камили. Кацига морална. So the sand dunes for 32 kilometers from here. I thought it was all man-made. No, washes in. So the beach is shaped like a hook and it washes in and then the wind blows it back into the dunes. That's amazing. That's amazing. Nothing grows on it because it burns. Наврогу почнале да ги користат камилите за транспорт низ пустинските предели низ Австралија, каде што нормално коњите не можеле да го издржат тој напор и со текот на времето со развојот на патиштата и железниците транспортот со камили постепено се намалвал, па и голем број од камилите останале во дивината сами на себе. Денес Австралија имала една од најголемите популации на диви камили во светот, за која се смета дека е негде повеќе од 1 милион. Специјален паркинг за луѓето да не идат пешки од озгора, сам да свртам камерата. Значи таму бевме на горниот крај, да не пешачат од озгора, го направиле, го дизајнирале ова место за си го стават луѓето колите. Еве го штандот за камили, али освен за јавање камили има и сендбординг, што значи лизгање со даска по песок, не знам тоа како би изгледало. И потаму има уште еден штанд за исто сендбординг и пише four-wheel drive tours, значи вајда со некој джип, изгледа тие двата джипа и таму. Дечки, се враќат камилите, ајде одиме полека. До 130 кила камилата можела да издржи, да не ја прекршиме некој, еј. Само што ќе стигнете на местото, водичот ви објаснува како да се качите на камилите, значи тие седат на земја, се додека не се качите, потоа полека се исправат. Ова полека беше релативно, пошто во моментот ко седнав и ко си испре камилата, се осеќа буквално како да си на 3 метра висина. And 4. 2 and 2. All right, I get 3. You're 3. I put 2 next to Jafar. First one, then 1. Имињата на камилите беа напишани на парче пластика кој им беше обесен околу вратот. Нашите две камили беа Том и Бади. Како се вика камилата? Кај пише, чека да видам? А, гледаш? Да, Том пише.
Може да поголам? Чекай да поголам. Виж колко е мирна? Еј ти вели зашто галиш мојата Камила? Ама луѓето велат дека ова била најмирна од сите. Само ова сака, другите не ќе. Ова најмирна. Ова некако чудно ме гледа. Гледај ти лапни камерата. Може да ја лапни камерата. И нормално наредното нешто беше јавањето низ песокта покрај самиот океан. Чувството е стварно тешко да се опиши со збор, нормално во позитивна смисла. Неки да стани, гледај. Тешки сме. Држи се за овие двете и нема проблем. Држи? Еј, Том брза некако. He's on that side. Водичот ни каже дека овие песочни дини се дел од најголемиот подвижен песочен систем на јужната хемисфера, значи песокта тука со помош на ветрот наводно била постојано во движење. Гледај, намнатре брега. Сега не враќат назад по истиот пат. Инаку, кога се работи за камилите овде во оваа земја, интересен податок има дека во Австралија има негде над милион, велат, над милион грла камили. Што значи дека има повеќе камили во Австралија од Саудиска Арабија. И донесени биле на почетокот на 19 век со самите почетоци на оваа земја, претежно од земите од Азија, како Индија и Афганистан. Така да мислам дека има и така наречена афганистанска камила, може да е и ова од нив, не сум сигурен. Знаеш што јади камилата? No. Треба. What's terrible? Треба. Grass? Да. I said that. Јас мислам да слезиме сега и да одмориме камилата, ти може и уморна многу. Што мислиш ти? Понегде пола сат јавање кога што трај целата етапа, не врати ја назад и морам да кажам дека на враќање бевме навикнати на движењето и навистина можевме малку колку толку да се поотпуштиме и да уживаме многу повеќе за разлика од почетокот и качвањето на самите камени, кој дефинитивно беше мал предизвик за сите нас. Се возрастни 80 и 260, $140, пред нас 1, 2, 3, 4, 5, 6 камели, позади нас околу 10-15, што значи дека од една тура човекот зема или луѓето кои имаат ова атракција земат отплика негде $2000. Ич не е лош бизнис. Држи се те осад, саќе седни камилата. Ете, гледај. Ако некогаш дојдете во Австралија, кажете му да однесат во Порт Стивенс, задолжително пробајте јавање камели во Анабеј, ќе ве напред да се осеќате како да сте дел од некоја афричка песочна авантура, али главната разлика е дека имате еден океан овде во позадина. Ако ви се допадна ова видео, удрете лайк за повеќе вакви авантури од Австралија. Поздрав и се гледаме во следното видео.